Започнува емисијата Здравјето е се на Канал УСУ. Вечерва зборуваме за диабетот, а тоа е болест која рапидно се шири како во Кочани, така и во цела Македонија, па и во светот. Само за податок ќе кажам дека во Кочани имаме околу 2000 диабетичари, во Македонија 185.000, од кои 41.000 можеби и повеќе се на инсулин. А во светот и да не зборуваме, околу 340 милиони луѓе страдаат од оваа болест. Наш вечерашен гостин е примариус доктор Аврам Ванковски, председател на Сојузот на диабетичари на Македонија. Добро вечер, добро ни дојдовте повторно во студиото на Канал УСУ и во емисијата. Чести гостин овде и драго ми што сум пак овдека. Па затоа треба да се развива свеста за луѓето, еве да знаат болеста диабетот, бидејќи кажавме дека тоа е тивок убиец. И докторе, мора да кажеме дека рапидно се зголемува бројката, секојдневно расте бројката на заболени од овој тивок убиец. Вие кажавте дека во светот има околу 340-360 милиона луѓе со диабетес, али со ова темпо, ако се продолжи да се зголема бројката, се рачува дека 30 година ќе има во светот околу 560 до 600 милиона луѓе со диабетес, што представува една пандемија, фрапантна бројка, која ќе го затрупа целиот здравствен систем, бидејќи здравствениот систем најголемиот дел од своите средства ги троши за лекување диабетот. И истото се случи во Македонија. Така, да. Во Македонија исто рековте дека имаме фрапантна бројка од 185, тоа е према Интернационалната федерација диабетес, значи 185.000 заболени во Македонија, од кои 41.000 на инсулин. Сите тие се трошачи на средства од здравствената каса. Да, ќе зборуваме и за економскиот фактор, но дали се намалува и старосната граница, се помлади луѓе заболуваат од диабетот, за жал? Да, имаме два типа диабетот, сега да не влегуваме во тие детали, али има тип 1, тој е кај младите, до се ражда до 35-та години возраст, али најчесто 14-та, 18-та година, тука се јавува најнаука деца диабет, а може и новороденче да има диабетес има. Така да, тоа е тип 1 диабетес и тука нема друга алтернатива, ома се оди на инсулин. А в другите 90 до 95% се диабет тип 2. Можам во некои 2-3 реченици да кажам причините зашто имаме толкова број на диабетес, луѓето треба да знаат. Прво е генетската предиспозиција, значи склоноста да се добие диабет. Не е наследна болест во прав смисол, него се наследна е само склоноста. Во некоја фамилија ќе има 1-20 склони, другите нема да бидат. Али начинот на живење па ќе допринесе да се појави диабетот. Втор фактор е овој за диабетот исто така е нездравиот начин на живење. Сега, нарочно во земјите во развој, не се живее здраво, се јаде храна која е полна со масти и со со шекери и тие допринесуваат кај тие што имаат предиспозиција да се појави диабетот. Ако водат рачун, може и нема да се појави, ќе се појави во кај постарата популација. Трет фактор е исто психичката состојба кај луѓето. Денеска сепак живееме во еден свет кај што сме доста напнати, брзо темпо на живење. Четврт пример е младите, нарочно зборам за младите, тие по кафичи, на покрај компјутер, многу малку се движат, малку спортуват, физичка неактивност, која е исто еден фактор. И да кажам, кај еден диабетичар, кои се најголемите опасности? Прво, високиот шекер, зголемиот крвен притисок, пушењето, зголемите масти и јас ќе речам, тоа се 4 јавачи на апокалипсата, а 5-тиот е дебелината. Исто дебелината е еден фактор кој имаме се многу мали деца кои се дебели. Тие тип 2 има, тие дебели деца имаат тип 2 диабетес. И дебелината е исто така фактор. Зашто да знаат луѓето? Затоа што масното ткиво кое се натрупува во организмот бара инсулин, троши инсулин и побрзо се исцрпува панкреасот и се добива диабет. Значи, имам на многу работи кои треба да се внимаваат, но за жал гледаме и по училиштата дека имаме се повеќе дебели деца. А родителите колку тука може да помогнат околу тоа, да контролираат храната на своите деца? Родителите многу може да помогнат. Главна причина за тоа што родителите се интересираат дали деца им се дебели. Родителите се заинтересирани и да водат строго рачун детето да се дебели. Исхраната да пази, да не јаде по тие кафичи, по тие киоси.
ова брза храна. Таа брза храна не е опасна. Друго, деца да ги терат да спортуваат, да играат, да трчат по цел ден, на тој начин нема да дозволат да детето му биде дебело и да биде под опасност да му се појави дијабет. Так. Вие сте, кажавме, председател на Сојузот на Сдруженијата на Македонија. Се соочуваат ли дијабетичарите со одредени проблеми во однос на економскиот фактор, како и со ленти, терапии и други, и инсулин, еве да речеме? Има ли доволно инсулин во Македонија? Прво, инсулин има. Имаме и то модерни инсулини. Имаше промена на инсулинот сега во скорошно. Имаше промена, али тој беше сасвим добар инсулин, а на овие другите, али во Македонија има инсулини и овие аналози и хумани инсулини, така да не се оскудева од современа терапија, исто како Западна Европа. Која терапија ќе ја одредува доктор кој ќе добие дијабетичарот, али едно сега терапијата е еден фактор, други фактор е самиот пациент. Ако пациентот дека 70 до 80% се рачува во менажирањето на болеста, е важен пациентот. Доктор учествува 20-30% во таа работа, во менажирањето, затоа што пациентот ако се придржува на сите овие елементи што правилна и балансирана исхрана. Да кажем што значи правилна и балансирана. Правилна исхрана се јаде се што нема многу шекер. Зеленчуци, појка, нашите пазари се полни. Изобилуваат. Второ, значи, тоа е еден многу важен фактор исхраната. Физичка активност. Са ние сигурно возрастни луѓе нема да и тераме да трчат, али може да пешат секој. Ево јас сум дијабетичен, јас дневно секој ден одам по 5 км. Исхраната водам рачу 3 пати дневно јадам. Тоа е балансирана исхрана. Значи се доручка во 8, се руча во 2 и се вечера во 8. Меѓу оброци може некоја воштие нешто, така се држи нивото на шекера во една. Секој шекеро нивото не е секој исто. Таласа стои, али да дозволи да нагло качување и нагло слегување на шекерот. Тоа е може да биде и во една ситуација лоша и во друга. Да има многу висок шекер или нагло падне шекер и таа состојба не е добра. Затоа треба да се ова што кажам да се води рачун и луѓето да не се плашат од дијабетот. Дијабетот е болест која може да се контролира и превенира. Значи ова што зборувам се ја контролираме. Исто дијабет има кај повозрастна популација, зашто повеќе? Затоа што старе старомништвото, животот се продолжува веко на живење. Со тоа се ствара услови да се појави дијабет кај постари луѓе. Рано умирале луѓето, а сега со подолги живот го исцрпуваат панкреасот, бидејќи панкреасот не е орган кој може до животно да лучи инсулин. Се троши он. Ако се истроши порано ќе се јави дијабет, ако се истроши покасно. Затоа наша цел што е? Да не се појави дијабет и да се појави што во постари години, повозрастни години. Значи тие се тие работи на кои треба самите дијабетичари да внимаваат. Друго, треба луѓето редовно да сега барем има услови да се мера шекерот. Тоа е една превентивна мерка. Мерењето на шекерот е превентивна мерка, бидејќи на тој начин ќе се открие. Нема човек да еднаш година да не може да измери шекер, а еднаш година ќе измери шекер, ако има дијабет ќе се открие. Тоа е најдобриот начин. Овие симптоми што ги знаеме не се секогаш така изразити и не приметуваат луѓето, терат со тие симптоми. Али ако ќе измери шекер, ќе има 8, 9, 10 шекеров, онда ќе уште еднаш два пати ќе се контролира и онда ќе се открие дијабет. Со раното откривање на дијабетот, прво пациентот ќе се заштити, други државата од големи трошкови ќе се заштити. Кога сме тука кај економскиот фактор, Прапанти бројки се. Ме прашам дијабетот е еден од најголемите потрошачи на средства од здравствената каса на секоја држава. Ево ќе кажам, моментално во светот 560 милиона долари се трошат за дијабет и компликациите од дијабетот. Ако вака продолжи 2030 година, се рачува ќе се трошат 1000 милиарди долари. А тоа е огромна, тоа е поголема цифра отколку што е америчкиот буџет за одбрана кој е најголем во светот. Значи поголема цифра од америчкиот буџет за одбрана кој е страховито енормен, голем многу. Така се ми кажа дека дијабетот може и 20-30% од средствата на здравствената каса ги троши. Во некои земји, што болеста е и здравствен и социјален, ама и тежок економски проблем. Зашто? Во некои држави развојот на тие стопанства се успорува ради средствата што за дијабетот. Значи, стопанствата поспоро се развиваат ради трошковите со дијабет. Ги споменавме лентичките, дали имате доволно ленти сите дијабетичари? Има, сега е од лани година, Министерството даде по 50 ленти за секој пациент. 30 ленти остави до 2 месеци, 50 ленти, така се пакување. Доволно е тоа за да се сасвим доволно е, порано купуваме, јас сега не купувам, а порано се купуваме, ако сака почнат да мериме шекер. И мерењето на шекер исто важно. Колку пати се мери шекер во крвта? Мерењето на шекер најмалку треба да биде 2 пати. Најмалку зборам. Сабајле
и 2 сати посјадање. Али во изни ситуации може и 3 пати, 4 пати, за да има човек представа исхраната која исхрана ќе земе, па колку ќе биде шекер и така стекнува едно искуство. Во тој случај лентите нема да стигнат за 2 месеци, но... Се купи некој, ама стига, тие 50 ленти сасвим доволно е. Ќе се прескочи некој ден, а други ден ќе се контролира, сасвим доволно е. Споменавте компликации од диабетот. Треба да се има во предвид дека доколку диабетичарот сам внимава на своето здравје, нема да дојде до таквите компликации кои ги споменавте. Кои се оние компликации, да ги споменеме кратко, кои и ќе оштетат секако и државата, но најмногу страдат пациентите? Прво кажу дали болест диабетот или состојба. Многу пати ме прашуваат тоа, а јас ќе одговорам. Правнички термин ќе употребам. Де јуре е болест, де факто е состојба. Што значи тоа? А за да биде состојба од пациентот зависи. Ако води рачун се ова што го кажеме, ќе биде состојба. Ако не води рачун, она е болест де јуре, ама нема да се манифестира со овие со појава диабет. А компликациите се жестоки. Тие се јават после 4-5 години, 6. Али компликација прво слепило. Најголема причина за слепило во светот е диабетот. Значи, овие што слепит, најголемо. Друго, оштетување на бубрезите, одење хронична бубрежна болест и одење на диализа. 43% диабетичари, значи диабета им го оштетил бубрегот. Друго, во свето, гангрена на стопалото, каме диабетично стопало, до ампутација во свето, околу 1,5 милиони луѓе се прави ампутација од диабетот. Срчеви, инфаркти, крварење у мозок, се тоа последица на неконтролиран и нелечен добро диабетес. И смртноста од диабетес е многу висока. Диабетесот е 4-та причина во светот за смрт. Порано бе пред сидата. Сега е диабетесот пред сидата мислам, бе после сидата за умирање, сега од диабет повеќе умираат него од сида. И сега кога ги објаснивме, докторе, компликациите, има ли трошови државата во однос на овие компликации? Секако губи и пациентот, нели, нормално, кажавме, ампутации на нозе и така. Прво мора да го гледаме пациентот, со тие компликации он станува инвалид или ќе умре. Инвалид, така. Тежок инвалид или ќе умре, и мислам на тоа не е главната поента, нас не се важни, трошковите се важни, али пациентот е од се најважен пациентот. И ние целата наша активност е усмерена да го заштитиме човекот, пациентот, да не дојде до такви компликации, или ако дојде што потешко, што полесно да ги помине тие компликации, да му се пружи се она што може, пример, подобра ампутација него да умре. Ако не се ампутира ногата, ќе умрете од гангрена. Овие што се со хронична бубрежна болест. Борбата е и кај хронична бубрежна болест, заедно со овие што се нефролозите, да се лечи и таа е тиха, и таа е као диабет тиха болест, и тихи убиец, да не речеме тиха болест, али ако не се препознае на време, ако тој и диабетолого, и нефролого не време за заедничка активност, полека таа хронична бубрежна болест ќе ги оштети тие бубрезите и после тоа ќе мора пациентот на диализа. Одењето до диализа прво му го тежнува животот. Знаете што 3 пати неделно си врзан ти за диализа. Треба 3 пати да дојде да прочиствува крвта човека народот, да се прочисти, за да може да функционира. Али е врзан за кревет, сепак 3 пати неделно е врзан за кревет и не може нигде да си појде. И по неколку сати во текот на денот. Друго, ние се бориме луѓето да со тоа што ќе му возложиме среќен живот, да бидат со фамилиите, да бидат со семејството, да бидат заедно со пријателите, а не да ги тргне да бидат болни, ствари да бидат они луѓе со одредена состојба, али да не се болни во оној смисол прав што го реков овој. Тоа е и целта на овој. Диабетичарите имате една, да речам, предност ако ја контролираат болеста. Ако водат рачун, тие се, како што реков, де факто здрави луѓе, де факто, са не се тие здрави, таа болест ја имат, али можат долги години да се среќни, задоволни и да се живеат добро со фамилијата, рочно со деца, со внуци, со сите, да бидат среќни луѓе. Така, целта е да не дојде до таквите компликации, но кажавме дека доколку диабетичарот сам си воспостави некој ред на исхраната и на контрола на шеќерот, нема да дојде до... Он ќе биде господар на болеста на некој начин. А ви кажа се околу трошковите, дека се малку се префрламе, а леко, лечењето на диабета околу 1000 евра кошта на годишно ниво. Една компликација со одење на диализа на пациентот, значи он има диабетес и оди се уште на диализа, тоа е тешка компликација, тоа ќе кошта околу 20.000 евра. Значи 19 пати поскапо и повеќе ако не е сега. Второ, често на диализа се добива и С хепатитис.
често имат од нив, имат и С хепатитис и тука треба големи напори да не се добива во некој град, да не го споменам. Скоро сите што одат диализа имаат С хепатитис ради неквалитето, да речем, неквалитетни апарати, она се веројатно со новиот начин на диализа, кај што приватно партнерство влезе, викаат дека подобри апарати и подобро ќе биде. Иначе, тај С хепатитис и тој уште 20.000 евра ќе отидат на државата. Тоа се огромни трошкови. И не може никако буџет да имаш, дека му идеш накрај со и за С хепатитис, и диабето, и за бубречната болест. Тоа е страшен трошак. 20 до 30% од средствата на новија на здравствената каса за лечење на диабетот, тоа е многу големо. За една болест зборам. А замислиш колку болести има се лечи. Ако шпараме ние на овој начин со превентивни веси мерки што кажуваме пари на државата, што ќе немаме толку компликации, толку болни, онда со тие пари може да се усмерат за други болести, за други потреби на здравството. Тоа е целта, поред човекот што ќе биде релативно добар, здрав, ќе се живее нормално, али и средствата ќе се шпарат, односно ќе се заштедат за други намени, за други заболувања, ке не е само диабета. Една болест, колку болести има? Така да мислам дека ние, а како го правиме сега? Ние сме сојуз со здруженија. Македонија има 24 здруженија и во Кулчани имаме здружение на диабетичари. Како функционира во здружението во Кулчани? До сега ќе видиме понатаму, ќе видиме сега функционираме на тој начин што ние со здруженијата сме во како една целина и секакви активности ги заправиме заеднички. Например, Кочани. Сме довели Кочани. Треба предавање ќе одржиме во Кочани, ќе дадам јас или ќе донесам некој стручак од клиниката. Друго, и ова емисија е во тој склоп на превенција и едукација на луѓето. Овие емисии многу помагат не само за диабетичари да ги едуцираме, сите граѓани да едуцираме, за да не добијат диабетес, да се проверуваат дали шекерот, да се го проверуваат и да не добијат диабетес и на тој начин се шпарат средства, значи на време ќе се открие и нема да оди одма на инсулини, кај што има поголеми трошкови. И овие емисии, телевизиски емисии се најдобри и предавањето се добри, ама на предавање ќе дадат 50 луѓе, али овде неколку илјади луѓе гледаат и тоа е голема предност. Посебно ние ја усмеруваме наша активност поред диабетичарите и на останалиот дел на населението. Како функционира Кочанското здружение? Функционира ли добро во текот на годината? Кочанско добро е. Не дека сега да правам демагогија, дека Кочанското здружение е од подобрите здруженија, функционира добро со разни предавања, често сум гости, ево јас што сум цел гост, после и ваша телевизија не да ве фалат, ама вие се доста уклучени во таа наша заедничка борба против диабетот. Медиумите се тие кои се на првата борбена линија со нас, здруженијата во борбата против диабетот. Преку вас ние допираме до секој граѓани. Ние фактички го едуцираме дома, он се седи дома, гледа телевизија и се едуцира. А тоа нема подобра едукација. Некојаш тешка не им се оди на предавање, али ова дома седи, знае емисија има за диабет, ќе си гледа, ќе се едуцира и друго да кажам. Со една емисија нема едукација сам пропад. Треба стално, ако ние што правиме за бебе еднаш, па сега, па ќе дојме со повеќе емисии, повеќе луѓе прво ќе ги офатиме, а второ и тие што гледа заборавиле да ги потсетиме и пој ќе да научат. Така да целта е во едукацијата да им влезе, да рече, во главата на луѓето диабетот кој е една состојба која треба да ја има на ум секогаш. Во однос на децата, дали сте размислувале за предавање можеби во училиштата повеќе да се обрне внимание на тоа? Порано ние го имаме тој детски диабет тип 1. Али сега имаше едно здружение кое ние го се растори, па ние го превзедовме и добро функционираше. Одевме и во Штип и секаде, и по школи, и по градинките. Носеме Кочова професор од детската клиника за ендокринологија одделението и држе предавање и на персонал, на вработиот персонал, па планираме и по школите, одиме понекаде по школите, али сега се они со одвоето здружение, посебно као баланс се вика за диабет тип 1, така да не им влегуваме во ингеренција, да речем, а ние со задоволство го правиме порано, али сега пошто се они правни субјект самостален и они треба да се бркат работата за околу тие превентивни мерки што ги зборуваме за во школите, за децата и друго да направат услови да може децата да спортуваат. Треба и општините и
и локалната самоуправа да мисли на тоа, некој да разговара со нив, да направат услови деца што повеќе да спортуваат, а не да седат цел ден по кафичи пред компјутер и со минимална физичка активност. А тоа може да направи, не може само ние здруженијата, тоа треба диабето се вклучуваат сите во диабето и бизнис секторот и локалната самоуправа, се што да речам мрда, треба да учествува во превенцијата и борбата против диабетесот. Докторе, еве за крај од емисијата сакам да споменам дека вие ја кажавте физичката активност, малку зборувавме за неа, а е многу важна и секако исхраната. Дали еве кога се зборува за шеќерна болест, обично луѓето мислат дека не треба оној кој е диабетичар да јаде никако благо, значи секогаш треба само со овош и зеленчук. Дали е тоа точно? Не, не е точно. Во диабетологијата нема диета. И тој термин диета јас не го прифаќам од секогаш, бидејќи диетата бара нешто ригорозно. Во диабетологијата нема ригорозно. Правилна и балансирана исхрана. Значи може се да јадам, али ако јадам баклава, сега земам да изедам на баклава, нема друго да јадам и малку ќе бидам активен, ќе видам, ако треба и ќе го изберам по 2 сати шекер, да дали таа баклава ми го кача, така да си има представа, значи се може диабетичар да јаде, само умерено и да води рачун, ако јаде нешто, да не јаде и то друго што треба да јаде. Ако се најде баклава, не може да јаде друго ништо. Ако е каснена баклава. Или нешто што го качува шекерот, не само овоштија и зеленчуци. Се може помалку, јас каснам помалку, ама подам рачу. Ако каснеме на баклава, јас нема да вечерам. Ќе се примам мислување, ќе се легнам, jer ќе ми се качи па шекерот. Така да се може да јадат, само да бидат внимателни и друго, сакам една работа да кажам. Диабетичар да не се плашат, ќе дадат празници, вакви, такви празници, па ќе се опушти човек. А не значи ако 2-3 дена ти се качил шекеров 9, 10, 11, дека нешто која штета ќе имаш. Компликација стануваат после неколку години континуирано с голем шекер во крвта. Значи 3, 4, 5 години. Ние доваѓаме пациенти со компликација, ама тие пред тоа колку години имале пред тоа диабет, не откриен диабет. А сега наша целта да тој не откриен диабет да го откриеме, да не даде компликации. Така диабетичарите не треба толку ригорозни да бидат. Треба да се биде нормално, правилно и балансирано. Се да се каснуваат, али да се водрат. И берењето на шекер, пак ќе речем, а јас се случува и по 4 пати да го мерам шекерот. На тој начин стекнувам искуство од една храна која јаде колку ми е шекерот после 2 сати. Така и после човек се навика. Друг пат толку, тоа ќе кажам толку ми е шекерот. Така да друго и психичкиот фактор е во ова време реков, еден стресот исто така еден фактор кој доведува до зголемување шекер, али тоа ако е стални стрес, тоа може да подолго време трае. Покачување шекера кој е моментален стрес, од јетрата се испуша шекер, се покачува, али ако се смири човек како такви, тоа ќе се дојде во нормална ситуација. Кажавме дека нели треба да внимава да не им се качи шекерот, но сепак и обратната состојба треба да се внимава, да не се многу стимне шекерот или да не е многу низок. Тоа е хипогликемијата. Хипогликемијата е исто така една состојба со представа низок шекер. Низок шекер испод 3 негде, 3,3, ама 3 испод 3, надолу е хипогликемија која е многу опасна, затоа што таа хипогликемија, ако влезе човек во кома, тешко се вади. Од висок шекер, ако влезе во кома, полесно е да го човек го извадиме, да го излечиме, да се врати, да го врати во една релативно нормална состојба, него од хипогликемија. Затоа хипогликемијата е кога се едуцираат луѓето во фамилијата, треба секој најблиските, сопругата, децата да знаат како да реагираат и да го препознаат дека нивниот најблизо што е татко или мајка или некој друг член во фамилијата, дека влегол во хипогликемија. Бидејќи нема пациент диабетичар да не добил еднаш најмалку хипогликемија. Од разни причини. А причините се различни затоа што или прима голема доза инсулин, не добро не контролира, а јаде многу малку, или спортува, оди да физички да работи она, а не каснува малку повеќе. Тоа се работи и може да падне во хипогликемија. Затоа треба да се води рачун, тоа ќе се види ако оди на речем да работи на нива некој работи или нешто земјоделие во Бавчево, треба да си касне малку повеќе, затоа што таа доза не е доволно да го таа доза е голема за шекерот, за тоа ниво на шекер. Се препознава ли човек со низок шекер? Како не се препознава? Кои се симптомите? Симптомите на хипогликемијата се доста сериозни. Сомнолентност, поспаност, дезориентираност, потење по целото тело, изобилно потење,
во зборувањето, тешко зборување, Пелтечење, така. прескокување на зборови и друго, хипогликемијата може да доведе после тоа до губиток на свеста и до кома. Значи, затоа треба многу да се внимава и кажавте родителите да ги познаат. Диабетичарите обично, постарите диабетичари, знаат. Постарите диабетичари обично се ја препознаат хипогликемијата и сега тука треба да има да се реагира. Тие домашни знаат што да му дадат. Да му дадат кока-кола се напие или шекер со вода или сам да си земе ако не е тоа. И да джеб да се носиме благо нешто, шекерче, лапница, ако се неши малку бомбонче. И тоа е. И еве за крај околу превенцијата повеќе, нели, за диабетесот, и вие Сојузот на здруженијата повеќе сте активни околу докажувањето на луѓето дека физичката активност е многу важна. Па се е важно, ама и една од важните моменти е физичка активност. Значи, се е важно. Значи, таа лепеза на мерки превентивни, што викаме, се е важно. Дури мерето шекер во таа лепеза влегува. Значи, сите овие превентивни мерки, како исхраната, физичка активност, редното мерење на шекер, придржавањето на сите овие работи што кажуваме, ќе допринесат пациентот да си ја контролира болеста, да биде он главниот менаџер на болеста, а не докторот. Доктор ќе модри дозата, ама доктор не го гледа секој ден, а он со тие овие мерки што кажуваме сите, ќе си има контрола. Друго. Сега најновото е пациентите има А1 хемоглобин, мерена шекерот на 3 месеци. Тоа покажува како се движил шекерот за последните 3 месеци. И сега има нека нова мерка, пациентите често пати не одат на контрола, што не е во ред. Прима инсулин, не оди на контрола, по цела година не оди. Сега по најновите одредби ќе мора да секој 3 месеци да мери А1 хемоглобин и доди кај докторов. Тоа ќе онатре доди кај докторов исто. И доктор ќе имаме ли листи диабетичарите. Не знам дали е во внатрешно кај нас во Скопје имаме листи и таа листи ти кажа до 14 јуни. На 14 јуни мора да се одиш и не може да добиеш инсулин во апотеката. А тоа е начин на контрола на диабетичарите. Jer не одат, ево искрено кажам, јас знам луѓе, година дена не оди. Прима инсулин и мисли дека се му е во ред, не е толку ангажиран, а сега кој ќе мора да дојде кај доктору, ќе види со А1 хемоглобин доктору, ќе му избери шекер и тоаш на лице место, ќе види дали е дисциплинован или не е дисциплинован. Jer најважно сам да е дисциплинован, ама имаме ситуации кај луѓе кои не се дисциплиновани и на тој начин со таа листа ќе мора да појде кај доктору, за тоа начин контролата ќе биде почеста и поригорозна. И така ќе ги нема тие компликации кои ги кажавме. Па сигурно ќе се држи под контрола човекот. Он ако не е свесен, мора општеството да се бори за неговата свест. И тоа е така. Доктор, јас ќе се заблагодарам што секогаш сте тука за нашите гледачи и за сите ваши пациенти, нели, кои имаат диабет, но кажавме не е болест состојба и не треба да се плашат. Значи секогаш болест е, да јуре е болест, а де факто не е состојба, ако се го да смееме. Али стварно она е болест, диабет е, ама нема симптоми, он е добар. Зашто ја контролира болеста, тоа е целта. И ова се таа состојба да држиме. Многу е важно дека кажавме дека е важна контролата на болеста, значи тоа е од исклучително значење за да не се појават таквите компликации. Се гледаме понатаму, повторно ќе соработуваме, има за што да се зборува за диабетесот и многу е важна превенцијата, затоа јас ќе се заблагодарам за ваквите едукативни предавања. Јас имам задоволство да кажам дека овие емисии ме исполнуваат мене као диабетичар и као председател, бидејќи на некој начин помагам на луѓето, али преку вас. Вие сте, како што реков, на првата борбена линија, вие и ние сме на првата борбена линија за борбата против диабетот. А во западните земји сватија дека болеста е доживотна. Болеста е доживотна, али со овие превентивни мерки се држи под контрола, али таму се ситак и ние сега направиме некоја активности со Министерството, со фондо, али уште немаме такви големи активности во кои заеднички ќе делуваме во борба против диабетот. Треба се отклучат државните органи, министерствата, владата, бизнис секторот, невладни организации, се што може да функционира во една држава, се треба да се впрегне во борба против диабетот, бидејќи болеста е доживотна и Западот го свати и на тој начин ќе намали бројот на диабетичари.
Само тој начин. Канал 8 секогаш ќе биде отворен за вас и за граѓаните и за пациентите. Се надам дека пак ќе се видиме брзо. Така, благодарам. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се. Наш вечерашен гостин беше примариус доктор Аврам Ванковски. Кажавме председател на Сојузот на Сдруженијата на диабетичари на Македонија. Разговаравме за тивката епидемија или како што вели докторот пандемија, диабетесот. Верувам дека придонесовме многу со овие емисии. Се гледаме следната сабота, следната среда, се извинувам, во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје. Довидување.